Дали ќе пропаднат околу 100.000 евра од Министерството за образование кои што се наменети за Прилепската гимназија, за изградба на нова канализациона мрежа и партерно уредување, поради тоа што општина Прилеп од нејасни причини не му дава градежна дозвола на училиштето веќе подолг период. Доколку не се реализира проектот, парите се повлекуваат на 25 декември. Е навистина тажно и жално да не ги искористиме кога се веќе одобрени, кога се префрлени. Поради кои причини сето тоа оди, не знам, не сум ни стручен и да ви кажам, али знам дека е навистина страшно е да во денешно време, во ваква криза, да не бидат искористени тие средства. Ова е само еден од многуте примери во Прилеп со кои веќе со години се соочуваат и обичните граѓани и другите правни лица, кои од нејасни причини не можат да добијат градежна дозвола. Според градежните компании, за 5 години во Прилеп биле издадени само 7 до 8 градежни дозволи. Никој не сака да објасни што се случува со урбанизмот во Прилеп, а губат сите. Во последниот период, работите се поместили од некоја мртва точка, но тоа било далеку од нормално функционирање. Во период од 4-5 години 7 одобрение за градење, а нешто поозбилно, освен таа зградата, знаете, во солидност, колективно домување, така да речем друго и ништо немаше издадено одобрение. Ако се нормализира состојбата, ќе има поинтензивна градба и нормално е тоа бенефит и за буџетот на општината и нормално и она што представува разлог. Од општина Прилеп само кусо искоментираа дека во изминатиот период се случувале одредени кадровски преструктурирања во надлежниот сектор за урбанизам. Градежни дозволи се издавале, но сега со новите преструктурирања ќе имало поголеми и повидливи резултати во интерес на граѓаните. Ветуваат и дека немало да пропаднат парите од МОН за Прилепската гимназија и дека проектот наскоро ќе се реализирал.